Сега е 18 часот и 46 минути. Ја следите емисијата на Македонски корени со вашите домаќини Бети и Јован Треновски. Веруваме дека сте задоволни од досегашниот тек на емисијава, а подоброто допарва доаѓа. До крајот на емисијава ќе ви понудиме прекрасен избор на македонски песни ора, а тука пред се и разговорот со нашиот и ваш вечерашен гости. Токму така, почитувани наши слушатели и гледачи, наши ваш денешен гостин, како што и ви најавивме неколку пати во текот на емисијава, е господинот Страшо Ангеловски, председател на конзервативната политичка партија МАК, колумнист, добар познавач на политичките збивнувања во Македонија, но и пошироко пред се одличен познавач на глобалните геополитички случувања, како и советник во град Скопје. Господинот Ангеловски го покануваме да ни се придружи преку видеолинковското поврзување. Се надеваме дека нема да имаме проблем со сликата, и со тонот. Господине Ангеловски, верувам се слушаме. Добро ви утро и добро ни дојдовте на уште една заедничка средба на македонски корени. Ни причинува задоволство и чест што сте повторно заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и следат. Добро утро еве за мене, добра вечер за вас и за сите таму во Австралија. На почетокот, еве денеска е Лазарева сабота, утре е Цветници. Идната недела е веќе најголемиот ден за нас православците, Воскреснувањето Христово, да им посакам убав и лесен пост, завршеток на постот на сите оние кои тоа го прават и еве честити великденски празници. Добро ви утро и од мене, господин Ангеловски. Се надеваме дека и денес, како и во претходните ваши гостувања на македонски корени, ќе имаме плодна дискусија и во наредниве 60 минути, можеби нешто повеќе, ќе го задржиме вниманието на сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат. А разговоров денес ќе го фокусираме на неколку теми. Првата тема е поврзана со случувањата во Украина и хибридните војни. Втората тема е резултатите од пописот, понатака трета тема која што ја предвидовме за оваа вечер се извештаите од Европската комисија и Стейт департментот, а ќе разговараме и за штрајкот на просветните работници во Македонија и секако тука е неизбежната тема разговорите Македонија и Бугарија. Секако стојам на располагање, повелете. Во Украина борбените действија не стивнуваат. Западниот свет продолжува да праќа оружје во Украина, а и Русија продолжува со трупање на повеќе војска и напади, но и на оружување. Ке има ли наскоро крај, односно прекин на овие борби и крвопролевање? Каде се движи светот? Доколку ова ме прашавте некаде пред 30 на дена, најверојатно ќе одговорив дека ќе има крај и дека ова ќе биде војна со ограничен интензитет. Меѓутоа, за жал, она што се случува, она што го гледаме сите, навестува дека не дај Боже ова може да има најнесакана разврска и најнесакани последици. Имено Западот, посебно Соединетите Американски држави, се однесуваат како доктор кон трудна жена која е на пораѓање, односно, она знаете сите, кога и даваат провокации за да побрзо се заврши работата, Соединетите Американски држави дефинитивно провоцираат од сите можни страни и на сите можни начини и од тука како да се доближуваме се повеќе до една можна фатална разврска со нуклеарните вооружувања. Имено вие сте сведоци дека после она што се случи во Украина и навлегувањето на руската војска, операцијата која таа ја нарече за денацификација на Украина, нели, и за нејзина демилитаризација, ние податаму имаме одговор од НАТО алијансата, ајде да зборуваме за Соединетите Американски држави, бидејќи НАТО е само нивно покритие за хегемонија врз светот. Вие имате одговор со кој, нели, веднаш се ставаат на страната на Украина, посебно оние држави кои
Соединетите Американски држави на брзина ги втурнаа во НАТО и во Европската Унија, тоа се државите од поранешниот Варшавски договор, и тие се како пуштени, знаете како кога британските лордови одат во лов на некаков плен, тие имаат едно 10, 20, 30 или 50 загари кои ги пуштаат по пленот. Така се сега пуштени тие држави да чавкаат и да поттикнуваат на војна во Украина, вклучително и Република Македонија, која нели со својата невидена воена моќ се заканува кон Руската Федерација. Имате дури обиди да сите тие држави да ја вооружуваат Украина, да донесуваат оружје. Со тоа, верувајте, само се поттикнува војната. Тоа не може да доведе до никакво смирување, и на крајот, последно што го имаме, тоа е веќе притисокот врз Шведска и Финска да станат членки на НАТО. Ами, рускиот одговор на сето ова беше токму заради тоа, за да државите на нејзината граница не бидат членки на НАТО, односно Украина, и сега повторно САД се заканува со нови членки на руската граница. Сето тоа наликува на големи провокации. Од друга страна, вие гледате дека имаме провокации во Тајван, се провоцира Кина, која вчера веќе одржа воени вежби околу Тајван, така што сето ова наликува и мириса, на многу мириса до најнесакана разврска, а таа разврска, верувајте ми, за жал, како политичарите во европските држави да не сакаат тоа да го сватат, таа најнесакана разврска ќе се случи на тлото на Европа. Лесно е од Соединетите Американски држави, од Вашингтон, од Пентагон и од Конгресот да поттикнувате, да подпалувате војни 15.000 километри далеку од вас. Тешко е овде како политичар да ги прифатите и да ги разгорувате, знаејќи, станувајќи свесен дека таа војна ќе се случи на вашето тло, дека во таа војна ќе гинат вашите граѓани, ќе гинат на крајот на краиштата и вашите најблиски, без разлика дали вие сте се определиле за НАТО или за Путин. Атомите кои ќе бидат исфрлени од атомските бомби не разликуваат, не се селективни во однос на тоа за кого вие сте се определили. Од тука се повеќе станувам загрижен дека тлото на Европа ќе биде за жал можеби и сведок на најнепосакуваното на Третата светска војна. Како ќе прокоментирате подготвеноста на украинскиот председател Володимир Зеленски за неутрален статус со безбедносни гаранции од повеќе држави, а од друга страна пак ветувањата од Русија дека ќе го намали военото присуство во Киев. Дали со овие чекори, ако се остварат, може да очекуваме зголемување на меѓусебната доверба? Значи, вие сте сведоци дека Зеленски е инсталиран на власт во Украина, човекот доколку навистина и доколку искрено сакаше нели демилитаризација и денацификација и сето она и невлегување во НАТО, тој имаше можност тоа да го стори пред да започне оваа воена операција. Значи, навистина единствено барање на Руската Федерација пред да започне оваа воена операција беше барањето Украина да не влезе во НАТО. Доколку некој сакаше да ја спречи оваа војна, доколку некој не сакаше да ја поттикнува оваа војна, тогаш Зеленски едноставно требаше веднаш да го прифати тој услов, а не сега откако имаме десетици илјади загинати, откако имаме непознат број на загинати цивили, затоа што нели информациите се различни, да го кажува тоа. Зеленски се уште како да не сваќа дека ова веќе не е комедијата во која тој глумеше пред да стане председател. Ова е премногу суров и вистинит живот кој ни се случува, кој им се случува посебно ним на украинските граѓани, без разлика дали украинските граѓани се на страната на Зеленски или се на страната оние проруските кои нели живеат таму во Украина и кои се и кои се или барем би требало да бидат рамноправни граѓани на Украина. Од тука
не верувам. Вие гледате дека еден ден Зеленски вели дека е прифатливо да не влезе во НАТО, а веќе утредента бара оружје од НАТО сојузниците со изјава дека ќе оди до крај во војната против Русија, додека, можете да замислите, додека Русија не само што не биде протерана од Украина, туку и додека не биде уништена. Па сега јас навистина не знам на кој Зеленски да му веруваме. Така, руската војска пред некој ден почна да се повлекува од Киев, но последниве информации говорат дека сепак ги интензивира нападите на Киев. Што се криеше зад ваквото повлекување на руските трупи и која е причината за повлекување и повторните интензивни напади на Киев? Знаете, тешко е да се влезе во главата на Путин и во главата на руските воени стратези. Воената стратегија е посебна наука која ја познаваат малкумина, посебно имаме малку врвни експерти на таа тема, не само во Македонија, туку и во светот. Меѓутоа, она што јас можам да го заклучам, според она како се одвиваат нештата, Руската Федерација воопшто не е ниту заинтересирана за Киев, воопшто не е ниту заинтересирана за западниот дел на Украина, да речеме. Руската Федерација е заинтересирана за Донбас, оној дел кој е исклучително богат со се можно што може да биде богат, од железо до јаглен до газ и нафта и така натаму. Заинтересирана е за комплетно целата линија на брегот на Црното море до Одеса. Значи, тој дел и е потребен на Русија, затоа што пак и на крајот на краиштата тој дел е и населен со руско население или население со рускоговорно подрачје. Од друга страна, тука знаете дека и поделбата на Украина, да речеме, и по една верска линија, ајде да мораме и тоа да го земеме во обзир, бидејќи во историјата на светот војните секогаш имале во себе и таков верски елемент, кога повеќе, кога помалку. Ние сме сведоци дека во тој источен дел на Украина имаме две православни цркви, тоа се Украинската црква и тоа е Руската Украинска црква, кои некаде приближно имаат под еднаква моќ, имаат од приближно по 40 епархии и кои живеат во мир, кои досега немале никакви недоразбирања. Потоа ги имаме унијатите или грко-католиците, кои така погрешно се именувани како грко-католици, всушност тоа се римокатолици, припадници на Ватиканската црква, меѓутоа со византиско служење и на крајот тука ги имаме вистинските римокатолици, кои се наоѓаат на западниот дел. Од тука Русија е заинтересирана за јужниот и југоисточниот и источниот дел на Украина и не дај Боже, она што јас некаде на времето уште го говорев, тоа сето како да зборува за можноста од поделба на Украина, а тука веќе, верувајте ми, сите оние кои денеска се пријатели и помагаат на Украина со што повеќе оружје за да доживее што поуривачка војна, на крај ќе си побараат дел од пленот, а пред се тука мислам на Полска, која веќе и во низ историјата поседувала дел од Украина. Ние, како за еден куриозитет да речеме, фудбалскиот клуб од Лавов, кој е во Украина, бил првак на Полската фудбалска лига. Тоа ќе рече дека во еден период, во еден историски период, дел од Украина се наоѓала во состав на Полска. Украина пред неколку дена, поточно во вторникот, ја обвини Русија за некаков хемиски напад во Мариупол, а Москва пак ги отфрли ваквите обвинувања. Ако ова е навистина точно со хемискиот напад, ќе значи ли тоа дека се преминаат црвените линии кои ги даде Западот? И со какви информации вие располагате? Каков ќе биде одговорот на Западот кон Путин и обратно одговорот на Путин кон Западот? Светот има проблем за да дојде до вистинските информации, затоа што покрај она вооружена војна во која гинат невини цивили, гинат и невини војници на крајот на краиштата, ние можеби позасилена е медиумската војна, која Западот ја започна уште од почетокот на ова што се случува со забраната на руските медиуми да ги даваат своите информации пред светот. Ние јас постојано го повторувам, тоа дури
дури и во судовите не случајно постои обвинител и постои и одбрана. Постои адвокат кој застанува во одбрана дури и на страната на најладнокрвните убици. Тоа ќе рече дека секогаш и секаде е потребно да се слушнат двете страни. Ние во моментот во светот не можеме да ги чуеме двете страни. Ние имаме нацистичка како еден вид будење на нацизмот со забрана на сите медиуми, забрана на слободниот збор на руски јазик, ние имаме забрана на медиумите на руски јазик, ние конечно имаме нели забрана на уметниците кои творат на руски јазик, имаме забрана на песните на руски јазик. Тоа ќе рече дека се доаѓаме во една војна наметната од Западот, наметната од воените стратези на САД, за да не може да се дознае вистината. Меѓутоа, вистината нели она веќе позната синтагма дека е вистината како шило и дека еден ден ќе излезе на виделина. Сакам да верувам, бидејќи според се она што можеме да го проследиме и што допира до нас како информација е дека руската армија едноставно се обидува да ја изведе оваа воена операција со што помалку жртви. И многумина кога говорат дека изгледаше дека руската армија е толку моќна за да може за 5 или 10 дена да ја совлада Украина, меѓутоа војната се одолговлече веќе 50 дена, тие сите мора да знаат дека ова не е војна како што беше онаа војна на Соединетите Американски држави во Ирак, кога се влегуваше бескрупулозно и брутално, се уништуваше се пред себе, се убиваа луѓето и едноставно се донесе страдање на таа држава. Се обидува Русија, онолку колку што е можно, војната да ја води попредпазливо, меѓутоа за жал војната е сепак војна. 93 земји гласаа за суспензија на Русија од Советот за човекови права на Обединетите нации. 24 беа против, а 58 земји беа воздржани. Какво значење ќе има ова одлука за Русија, но и за светот? Што добива, а што губи Македонија со ваквата одлука? Каква порака се испраќа со ваквата одлука и дали гласањето на земјите членки за суспендирање од Советот за човекови права е законски или политички мотивирано? Па, она на крајот воопшто и не требаше да го поставите како прашање, бидејќи одговорот е повеќе од јасен, дека таквата одлука е целосно политички донесена, дури доколку го погледнете составот на државите кои гласале за, против или воздржано, ќе ви стане повеќе од јасно дека за исклучување на Руската Федерација се државите од така нареченото евроатланско интегрирање, евроатлански интеграции, против се оние кои се земјите кои условно речено не припаѓаат на таквото нешто. Од тука повеќе од јасно е дека е политичка одлуката. Меѓутоа јас ќе ве потсетам дека нешто слично се случи 1940-та, кога тогашниот Советски сојуз беше исклучен од тогашното друштво на народите. Ние сме сведоци што после една година се случи. Ние доживеавме Втората светска војна и ги доживеавме најголемите разурнувања на тлото на Европа. Така што тоа само требаше да ни биде поука, само требаше да им биде поука на оние кои воопшто и го ставија на гласање ова сето, затоа што на крајот на краиштата Обединетите нации се последната брана, или барем би требало да бидат последната брана во зачувување на меѓународниот поредок и меѓународниот мир. Кога ме прашувате какви последици тоа ќе има за Македонија, за жал македонската политика не сваќа дека Обединетите нации се оние кои се единствени кои некако можат да ги заштитат малите држави, значи посебно зборувам за малите држави, за оние држави кои не можат да воено да бидат заштитени со својата воена моќ. Сега we are НАТО, папагалите во Македонија ќе ви кажат дека откако влеговме во НАТО ние сме целосно заштитени и дека ние готово веќе Македонија не може да претрпи ниту војна, ниту било што. Сведоци сме дека еден дрон падна во близината на Загреб, не дури и не во близината, туку некаде во центарот на Загреб, дека помина 3 we are НАТО држави и дека при тоа не беше ниту соборен, не беше ниту евидентиран дека ги надлетува. Тоа ќе рече да не се
секогаш оставаме на моќта на оружјето за да бидеме заштитени, туку пред се да веруваме во моќта на дипломатијата и во моќта на Обединетите нации како последен заштитник на меѓународното право и меѓународниот мир. Знаеме дека војните не се некој нов феномен, туку постојат од времето на првобитните заедници па се до ден денешен. Се разбира, поминувајќи го патот на еволуцијата. Дали ова што денес го гледаме е врвот на еволуцијата, така наречен хибридни војни, и која е целта на хибридната војна? Дали можеме да речеме дека една од целите е наметнувањето на сопствени наративи и дали ваквите војни се контролирани од некој или некои центри? Јас пред неколку дена имав еден текст, една колумна во која се обидов да ги разјаснам нештата кои се случуваат и како пример зедов едно митолошко суштество, се извинувам, тоа е хидрата и тоа е митолошко суштество со 9 глави кое живеело во езерото Лерна и кое, доколку му ја одсечеш едната глава, му растеле нови глави на местото на таа, меѓутоа кое било исклучително опасно, кое имало дури отровна крв и отровен здив, и дури и неговиот мирис бил убиствен, и тоа и такво чудовиште, водено чудовиште, дури стоело, бидејќи тоа езеро било влез во подземниот свет, во длабокиот свет, тоа било чувар на вратата или на влезот во тој длабок свет. И кога тоа чудовиште ќе излезело на копното, тоа чудовиште предизвикало пустош, ги уништувало стадата, ги уништувало посевите и така натаму. Денеска современата хидра или современото чудовиште е сместено во тој така наречен железен триаголник. Железниот триаголник го сочинуваат воено-индустријскиот комплекс во Соединетите Американски држави, Конгресот во Соединетите Американски држави кој во моментов го владеат либералите, меѓутоа во договор со така наречените неоконси или новите конзервативци, тоа се оние јастреби во американската политика кои упорно сакаат Соединетите Американски држави да владеат со светот. Тоа ќе и третата ситуација се воените стратези од Пентагон. Тоа е тој железен триаголник. Тоа е нивниот обид да се завладее со светот и тие ја водат, тие ја иницираат и како хидрата, како деветглавото чудовиште, секогаш кога ќе излезат на копното, таков беше случајот со десетици војни кои се случува под нивна наредба, таков беше случајот со војната, па да речеме дури во нашето соседство во Сојузна Република Југославија, тогаш 99-та, кога убива, завчера беше годишнина од бомбардирањето на возот во Грделичка клисура, која загинаа 55 цивили, недолжни цивили во Сојузна Република Југославија. Такво беше излегувањето на тоа чудовиште во Ирак, во Афганистан, во арапската пролет и така натаму и така натаму. Што сакам да речам? Сакам да кажам дека дефинитивно е тоа, овие војни, ова сето што ни се случува е обид да се сочува еднополарниот свет или униполарниот свет во кој Соединетите Американски држави би биле оние кои ќе ги носат законите, кои ќе го диктираат однесувањето и кои ќе ги демократизираат останатите држави според нивниот терк на однесување. Ете, тука е судирот во овој момент што ни се случува. Едноставно, Руската Федерација си ја врати моќта која ја имаше Советскиот сојуз до 90-тите години. Од друга страна имаме страот на пораст на моќта на Кина, која веќе не представува само економски џин, туку полека прераснува и во воен и во политички џин, и нормално дека тие две држави го бараат просторот во светот и бараат мултиполарен свет. Судирот во обидот да се сочува униполарниот и да се воведе мултиполарен свет е историска или епска битка која се случува циклично на секои 30, 50 или 100 години. И тоа е тоа кое во моментов преку таа хибридна војна му се случува на свет. Хибридните војни многу често може да се сретнат и во многу суверени држави преку поставување на влада, која ќе има минува на нивните барања. Мислам на барањата од центарот на моќта.
Таков е и случајот со Македонија. Може ли да се сопре ваквиот хибриден режим? Може тоа да го сопре, дали може би свеста на гласачот и која е примарната цел за таквото политичко освојување, но пред се дали со ваквиот начин на поставување на влади губи смисла сувереноста на државите? Па ние сме сведоци дека токму тој железен триаголник кој веќе го спомнав сака да ги воведе принципите или стандардите на живење за кои само тој смета дека се вистински и дека треба да се почитуваат. Ние гледате дека упорно се инсталираат тие така наречени либерални вредности во светот, либерални вредности кои треба да уништат се што е традиционално, се на што човекот е навикнат, се она што човекот досега го живеел како вистина и како можност да опстане човештвото понатаму. Вие гледате дека тие либерални вредности се всушност ЛГБТ вредностите со кои треба да се уништи единката, затоа што единката е основа на човештвото, да се уништи со тоа што нема да си го знае родот, нема да знае дали е машко или женско, или ќе може да биде машко и женско, онака како што ќе посака, онака како што беше предложено и во Република Македонија, еден срамен закон да се донесе со кој ќе може секој кога сака со изјава на нотар од машко да стане женско или од женско да стане машко. Значи тоа се тие либерални вредности кои преку овие хибридни војни треба да се вметнат во сите држави на светот, потоа уништувајќи ја единката треба да се уништи семејството, затоа што се фаворизира истополовото семејство на жена и жена, маж и маж, со што ќе се оневозможи на тамошната репродукција на човештвото, онака како што ја знаеме, нормална репродукција меѓу маж и жена, и откако тие и такви либерални вредности ќе го уништат поединецот и семејството, нормално е дека тие како столб на еден народ и столб на една држава, потоа ќе доведе до уништување на народите, на нациите и на државите. Со тоа би бил завршен процесот на глобализација, односно би била добиена војната на железниот триаголник за да владее со светот, каде што државите ќе бидат немоćни, каде што народите веќе нема да постојат, каде што поединците ќе бидат зомбирани, а каде што семејствата ќе бидат надвор од Божјото постоење. Она што и се случи на Република Македонија во 2016-та и 2017-та со шарените револуции, тоа е само еден повеќе од јасен пример на таквото дејствување. Меѓутоа, тоа истото се случи и во Украина 2014-та со таа обоена револуција со Евромајданот во Украина, и затоа јас години и години наназад говорев и повторував, и еве денес повторно ќе кажам дека две нефункционални држави во Европа беа токму Украина и Македонија заради инсталираните власти кои се подготвени да ги имплементираат тие и такви либерални вредности, со што државите стануваат нефункционални, а нефункционалните држави многу лесно може да влезат во фаза на уништување. Примерот со Украина, еве веќе станува видлив, меѓутоа за жал и примерот со Македонија нема да трае уште долго, за да видиме дека Македонија дефинитивно распукува по сите шевови, дека Македонија за жал се распаѓа како нормална држава, држава на македонскиот народ и сите малцинства кои живеат во нејзин. Господин Ангеловски, ги спомнавте шарените револуции. Дали шарените револуции кои се дел од хибридната војна можат да бидат спроведени и успешни во држави каде што владее правото и правдата, каде што економијата цвета и каде што народот и верува на таа влада, или пак експертите за шарените револуции режираат, односно измислуваат слабости и одредени наводни незаконски действија за таа влада? И дали симнувањето на ВМРО-ДПМН од власта беше резултат на една таква пропаганда и добро смислена режија? Секако, значи вие сами веќе и го кажавте одговорот. Најпрво се започнува со
условно речено со внесување недоверба во една легална и легитимно избрана влада која народот ја избрал давајќи им мнозинство, така беше и во Република Македонија. Тоа истото се обидува да го сторат и кај нашиот северен сосед во Србија, меѓутоа не им успеа. Тоа истото го работат и го работеа во Унгарија, меѓутоа не им успеа. Меѓутоа тоа истото го работат во сите држави, онаму каде што им е потребно да ја сменат владата, само заради тоа што не е послушна во извршувањето на нивните наредби. Ние во овој момент, после успешната шарена револуција во Република Македонија, имаме два процеса кои се одвиваат паралелно. Тоа е процесот на заевизација. Значи, Заев е небитен како човек, небитен како фигура, небитен ниту како бивш премиер, меѓутоа процесот на заевизација е многу опасен. Тоа е процес на послушност кон сите надворешни авторитети. Значи, без разлика кои се тие, дали се тоа соседите, дали е тоа Брисел или Вашингтон. Процесот на заевизација е целосна послушност и целосна подчинетост кон барањата на сите авторитети кои што и да е побарале од властите во Република Македонија. Тоа е првиот процес. Вториот процес е процесот на дуизација на Македонија. Ние сме сведоци дека ДУИ е политичката партија која владее со Република Македонија, која ги носи законите, која ги спроведува законите. На крајот дури еве гледаме дека ДУИ е политичката партија која конечно одлучува и за иднината на македонскиот народ, за иднината на македонското постоење, преку затворените и нетранспарентни преговори со властите во Софија. На оваа држава во овој момент и се потребни две работи. Потребна е дезаевизација на државата, тоа ќе рече да добиеме власт која нема да биде подчинета на странските авторитети, власт која ќе соработува со секого, меѓутоа ќе соработува, да речеме, и со Кина, и со Руската Федерација, ќе соработува и со Брисел, и со Вашингтон. Ќе соработува и со Атина, и со Софија, меѓутоа на принципиелни и реципрочни основи. И вториот процес е дедуизација на Република Македонија. Тоа ќе рече дека ДУИ дефинитивно мора да замине во историјата. И овде да не ги мешаме нештата, многу ми назборуваат за албанизација на Македонија. Не постои процес на албанизација, постои процес на дуизација. Ние имаме еден голем процент од албанците во Република Македонија кои се исто така онеправдани како и македонците, само затоа што не се членови или не се блиски на раководните луѓе во ДУИ. Тоа ќе рече, на Република Македонија и предстојат два многу мачни и два многу тешки процеси на дезаевизација и процеси на дедуизација. Доколку тие два процеси не ги изведеме успешно, Република Македонија, верувајте ми, нема иднина. Дали оваа власт на СДСМ и ДУИ ја искористува и дали ќе продолжат да ги користат ситуацијата во Украина, резултатите од пописот и протестите во Македонија за силен дефокус на македонската јавност, се со цел да ги доразпродадат националните македонски свети по патот на она што го направија со договорот од Нивици. Или пак македонскиот народ еднаш веќе ќе извлече поука од досегашното неединство и поделеност, како што беше околу Преспанскиот договор, председателските избори, па предвремените парламентарни избори во 2020, а еве сега и за време пописот, и еднаш барем да се обедини и да ја обезвласти ова ненародна влада преку предвремени парламентарни избори и формирање на нова влада со парламентарно мнозинство, која влада нема да биде предмет на оценување. Па може би веќе го дадов одговорот и на ова прашање во мојот претходен одговор, меѓутоа, ајде овде уште еднаш ќе потенцираме дека е ова една длабока антимакедонска агенда која се спроведува во моментот во Република Македонија. Значи, уште еднаш ќе повторам, длабока антимакедонска агенда која е наметната од големите сили, зборувам за големите сили од евроатлантското окружување и од нашите соседи. Ние сме сведоци, не мораме да бидеме искрени, дека 90-та година ние македонците
не придонесовме многу во возобновата на македонската независна и самостојна држава. Независноста на Република Македонија произлезе како резултат на потребата на Соединетите Американски држави да одземат што повеќе од моќта на Србија, која во дотогашната СФР Југославија имаше, и затоа дојде до поделба, затоа дојде до независност на сите дотогашни републики во СФР. Меѓутоа, веќе 2 дена подоцна стратезите во Соединетите Американски држави сватија дека повторно го извадија духот од ламбата, дека го отворија македонското прашање и дека на македонскиот народ конечно му овозможија да си ја создаде својата самостојна, суверена и независна држава, која пак стана трн во око на соседите и едноставно одново јаболко на раздорот на Балканот. Од тогаш, од 90-тата па до денес, трае обидот или трае таа длабока антимакедонска агенда за македонското прашање повторно да биде затворено, меѓутоа повторно да биде затворено на начин како што беше затворено 1913-тата во Букурешт. И сето тоа кое се случуваше, се до доаѓањето на власт на Заев, односно кога центарот на сето ова успеа да пронајде човек подготвен да работи на антимакедонската агенда, сето тоа влезе во една процедура, нормална процедура која следува за уништување на една држава и за бришење на постоењето на еден народ. Од тука, уште еднаш веќе речам, мораме да се обединиме сите во тие два процеса на дезаевизација, дедуизација, а тоа сето најверојатно ќе се случи веќе на есен. Предпоставувам дека на есен ќе имаме вонредни парламентарни избори. Она што се случува во моментот во Република Македонија со притворањето на вториот генерален секретар на владата, она што се случува со изјавата дека само 8% од народот има доверба во судството и се она што го следиме во Република Македонија говори дека некаде на есен, октомври или ноември ние ќе имаме вонредни парламентарни избори, на кои искрено се надевам дека тој процес, тие два процеса ќе ги започнеме. Резултатите од пописот се уште ја разбрануваат македонската јавност. Ваша куса оценка за резултатите од пописот. Како ќе го искоментирате објавувањето на резултатите од страна на ДСЗ, односно директорот господин Апостол Симовски во Македонската филхармонија пред целиот политички врв, но и пред поголем број на странски амбасадори, кои не би требало да бидат заинтересирани за оваа статистичка операција во Македонија и воопшто било каде во светот. Но и неколку збора за представувањето на пописот како херојско дело во споредба со она што кажа господинот Симовски само неколку дена пред тоа, а тоа е дека после објавувањето на резултатите од пописот ќе бил најголемиот државен непријател. Па, повторно сами го давате одговорот. Значи, кога некој ќе организира, условно речено, свеченост во присуство на странски амбасадори, во присуство на цел државен врв, за да промовира резултати од една чисто статистичка операција, која би требало да биде чисто статистичка операција, јасно и недвосмислено говори дека тоа била тешка политичка операција, која долго била осмислувана, за да во еден период биде и реализирана. Реализирана на задоволство на оној кој владее со државата. Со државата, уште еднаш ќе повторам, владее Дуи и неговиот кадар. Ние сме свесни дека доколку излезеа регуларните податоци, нормалните податоци од пописот, дека ние ќе имавме немири, дека Дуи ќе излезеше и едноставно немаше да го признава пописот. На СДСМ, на странските замешатели и на оние кои беа присутни во салата при промоција на резултатите, им беше полесно да го предизвикаат незадоволството на македонскиот народ, отколку да го предизвикаат незадоволството на Дуи. Од тука резултатите се такви какви што се, меѓутоа еден добар дел од вината ја носиме и ние како народ, затоа што не му покажавме на
оној кој ги влече конците, дека и ние како народ знаеме да бидеме уште како експлозивни во изразување на своето незадоволство. Некој како да не се плаши од македонската фрустрација и од македонското незадоволство. Некој како да се плаши само од незадоволството на Дуи и како во такви рамки да го работи сето ова што го работи. Ние, македонскиот народ, мораме да покажеме дека сме своји на своето и дека доколку треба своето, вистината пред се, онаа која ни ја крадат, вистината која ни ја уништуваат, вистината која им ја подаруваат на другите, мораме да докажеме дека сме подготвени да ја браниме со сите дозволени средства. Ваш став за оние кои повикуваа на бойкотирање на пописот во резидентното население, но и оние кои ги послушаа, како и за оние кои повикуваа за бойкотирање во диаспората за само попишување. Ни ја исекоа ли гранката на која стоиме и дали со нивните действија придонесоа до ваквиот резултат каков што го имаме без разлика на сите неправилности во методологијата, давајќи погрешна слика за процентуалната застапеност, каква што сега ја гледаме, 24% албанци, а 58% македонци во резидентно население, а во нерезидентно сликата е уште пострашна и поалармантна. Јас верувам дека вие ги чувате снимките од емисиите кои ги водевте пред пописот. Во една од нив настапив и јас и говорев токму на таа тема и бев многу јасен и дециден. Реков, оставете на нас овде во Македонија да се справуваме со нерегуларноста на пописот, онака како што знаеме и умееме, меѓутоа јасно повикав македонците во иселеништвото да се попишат, затоа што според резултатите на овој попис ќе им следуваат правата и се она што понатаму ќе се случува, и тоа бев јасен и дециден, со тоа што резултатите од пописот ќе покажат дали македонците во иселеништвото ќе добијат право на глас или не, дали македонците во иселеништвото ќе ги добијат овие или оние права. Меѓутоа, ете, јас навистина верувам во добрите намери на сите оние кои не се попишуваа, кои не сакаа да се попишат, на сите оние кои на крајот на краиштата повикуваа на бојкот, меѓутоа секогаш и патот до пеколот е поплочен со добри намери, така што на крајот на краиштата се виде дека бојкотот на пописот, посебно во иселеништвото, може да има катастрофални резултати за натамошното постоење на македонското иселеништво, на неговите права кога се однесува на обврските, правата и врските со матичната држава, едноставно може да се случи да биде прекината па почната врска со која македонското иселеништво е поврзана со македонската држава, националната држава на македонскиот народ, и останува пред нас можноста да бараме ревизија на пописните резултати. Ние како политичка партија веќе имавме соопштение и објавивме дека ваквите резултати не ги прифаќаме во натамошната процедура, во натамошните донесувања на кои да е одлуки и закони врз основа на вакви пописни резултати. Како ќе го прокоментирате извештајот на Европската комисија, а посебно изјавата на министерот за евроинтеграција Бојан Маричич дека Македонија имала најголем напредок во регионот и дека имала подобри оценки во споредба со другите земји од регионот и била со најголема подготвеност за започнување на пристапните приговори? Навистина, треба ли коментар? Мораме ли да прашаме, на вас е да кажете ваше мислење. Знаете, чинам дека дури и оние кои се слепи при очи и глуви при уши, веќе гледаат дека не е тоа така. Дури најголемите поддржувачи на заевизацијата, односно на послушноста и на подчинетоста, веќе стануваат свесни дека Република Македонија не само што стагнира, туку Република Македонија се враќа наназад. Јас не знам дали зборуваме за достигнување во правото и правдата, каде што само 8% од населението има доверба, дали зборуваме за намалување на криминалот, кога сме сведоци на криминал секој втор ден, криминал од највисоките
инстанци, значи еве ние веќе имаме втор генерален секретар на владата кој е осомничен за криминал, па до криминал до најниско рамниште со убиства, со неверојатни и најнесакани случувања во државава. Ние имаме една од најголемите небезбедности во сообраќајот, доколку сакате. И не знам каде и кој и каде господинот Маричич ги виде напредувањата, а каде пак Европската комисија. Меѓутоа, Европската комисија е многу јасна и децидна во некои своји нешта, едноставно како во моментов да сака започна еден процес на поништување на резултатите од антифашистичката борба во Европа. Тоа започна најпрвен со непочитувањето на 9 мај како ден на победата над фашизмот во цела Европа, а сега овде во Република Македонија, потоа започна со поддржување на Азовскиот полк или оној десен сектор, значи неонацистичките здруженија и организации, воени организации во Украина, кои се до пред 24 февруари, еве ако сакате, на социјалните мрежи беше забрането да бидат пропагирани и да бидат величани, затоа што и јасно во цела Европа и во цел свет беа означени како нацистички. Меѓутоа, веднаш после 24 февруари, тие и таквите неонацистички воени организации е веќе дозволено да бидат величани на социјалните мрежи. И што сакам да речам, ние знаеме дека секогаш велат дека историјата ја пишуваат победниците. За жал, во случајот со Република Македонија историјата ја пишуваат поразените, ами ние знаеме дека и Бугарија и Албанија беа на страната на поразените, беа на страната на фашизмот, а единствено живо антифашистичко движење имаше во Република Македонија. Со уништувањето на Република Македонија треба да се уништи и споменот на антифашистичкото движење и како да се сака да заживее одново нацизмот и нацистичките творби кои живееле само во тој период од 1941 до 1943 како нацистички или фашистички творби. Верувам имавте можност да го разгледате последниот извештај на Стейт Департментот во однос на Македонија и ваш став за него и какво е вашето размислување околу црната листа на Стейт Департментот, на која се најдоа и поранешниот премиер Никола Груевски и поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање на Македонија Сашо Мијалков. Дали ова објава се базира на подпишаната извршна наредба од страна на Џо Бајден, некаде кон средината на јуни минатата година, кога рече дека Америка ќе се бори за демократизација во светот со борба против корупцијата. И зошто, односно, која е целта на ова што се прави во овие моменти кон Мијалков и Груевски? Има ли ваквата одлука некаква поврзаност со настаните во Украина? Значи, еве, повторно се враќаме на процесот на демократизација на сите држави во светот од страна на Соединетите Американски држави. Значи, ние сме свесни дека тој обид за демократизација значи наметнување на либералните правила на однесување, онака како што тие сметаат дека е единствено демократски. И доколку се успее тоа да се изврши по мирен пат и со инсталирање на според нив податливи и либерални раководства, тогаш приказната завршува тука, доколку не се применуваат санкции, се применуваат црни листи и на крај, доколку и тоа не е успешно, се користи ударната тупаница, тоа е НАТО и тоа се војните широм светот. Во контекст на тоа се и овие случувања, вие гледате дека ова не се случи само во Република Македонија, се случува и во Босна, каде што претежно се наоѓаат на црната листа се наоѓаат луѓето од Република Српска. Можеби, јас не говорам, навистина не можам да знам дали посебно господинот Мијалков заслужено или не се наоѓа на оваа листа, меѓутоа со сигурност сакам и можам да тврдам дека
Ставањето на црната листа на Никола Груевски е само заради тоа што човекот се спротивстави на плановите за демократизација на Македонија преку воведување на либерални вредности со инсталирање на влада подготвена да биде подчинета. Од друга страна, јас на вистина повеќе не сакам да имам доверба, никаква доверба, дури не сакам ниту да ги читам резултатите на State Departmentот, затоа што кој е тој што треба да има доверба во нивните резултати, во резултатите на една држава која си дава право да оценува степен на демократија во другите држави, а при тоа, еве, само еден податок ќе ви кажам, од 2021 до денес во Соединетите Американски држави се забранети 1115 книги. Ами дали таа држава која забранува книги, кој го забранува најблагородното нешто, она што треба да го движи светот напред, има ли таа и таква држава право да го оценува степенот на демократија во која и да е држава широм светот? Владата, поточно Министерството за образование и наука, се уште не е договорена со представниците на синдикатите и штрајковите, продолжуваат, а камен на сопнување била висината на покачувањето. Дали и оваа постапка, односно штрајкот, е од една страна преку синдикатите, а од друга страна МОН, сепак на крајот ќе биде на грбот на учениците и наставниците, бидејќи се најавува дека пропуштените часови ќе мора да се одржат преку продолжување на учебната година. И дали ова е резултат на брзоплетото покачување на минималната плата на начинот на кој ја покачија? Секако, ова последното е секако повеќе. Точно дека тој популистички метод на покачување на минималната плата предизвика нели домино ефект и цел синџир на реакции, и не е само образованието, реакција имате од сите доколку сакате, ами ние имаме навистина во администрацијата имаме луѓе кои работат со средно образование за 15 и 16 илјади денари, значи дури се наоѓаат и подрам ништето на таа минимална плата која беше зацртана. Меѓутоа, за жал таа популистичка мерка и таа мерка на владата се однесува само на приватните стопанственици, само за нив важи обврската да даваат минимална плата над 18.000 денари. И тоа не е случајно, тоа е само обид да се зголемувајќи минималната плата, да се зголемат и придонесите, за да се полни празниот буџет и банкротираната држава. За жал, жртва секогаш за жал, прва жртва како да е образованието, меѓутоа и тоа не е случајно, ние сме сведоци, ние знаеме дека рекле доколку сакаш да уништиш еден народ, доколку сакаш да стагнираш една држава, уништи и го образованието. Со доаѓањето на оваа гарнитура на власт, со доаѓањето на Мила Царовска од невладините либерални LGBT организации на чело на Министерството за образование, процесот на уништување на образованието е започнат, а со тоа, за жал, започнува и процесот на уништување на споро, но сигурно уништување и на македонскиот народ. Ние мора да сме искрени пред себе дека македонската интелигенција низ вековите наназад била систематски уништувана. Меѓутоа била уништувана од оние кои ја покорувале Македонија, кои ја окупирале. Значи била уништувана во турско време, била уништувана во бугарско и во српско. И денеска ние, денешните македонци, за жал сме можеби потомци на една средна интелектуална моќ. Затоа што интелектуалците со корени можеме на прсти да ги изброиме. И точно кога во овие 50, 70 или 80 години после Втората светска војна почна да се создава новата интелектуална елита, да се создаваат вистински интелектуалци кои ќе може да ја изнесат тежината на независната држава во светски рамки, дојде Мила Царовска, дојде Зоран Заев за да го уништи образованието и да го прекине тој синџир на возобновување на македонската интелигенција. Токму така една од поглавните теми изминативе неколку денови во македонското општество е токму штрајкот на наставниците во основните и средните училишта, но и воспитувачите во градинките.
Како што претходно рековме, разговорот во најголем дел се одвива околу тоа колкави се платите, како се менувале, дали се доволни или не и така натаму. И овие се главните теми на кои деновиве се дебатира. Дали ваквиот начин на пристап на решавање на проблемот е погрешен, па дури и наметнат од страна на власта, бидејќи имам некакво чувство дека ова е само последица, а не причина за штрајковите. Ова го базирам врз фактот дека во последниве 30 години во образованието се сменија 19 министри за образование и туку така речено како муви без глави, ниту еден од нив не најде за сходно да изработи долгорочна визија за образовниот систем во Македонија. Ке сакате ли да ни го кажете вашето мислење за образованието и образовниот систем во Македонија? Каде вие ја гледате причината, но и решението за излез од ваквото болно или заразно образование? Ајде да почнеме од почеток, оно што го рековте, дали битката за плати треба да биде единствената битка на синдикатот? Не. Значи, дефинитивно ние имаме потреба од систематска битка за подобрување на образованието во Република Македонија. Ние не смееме да дозволиме таа систематска битка да се сведе само на битка за зголемување на платите, затоа што тоа веќе го вулгаризира штрајкот и овозможува на власта да говори како ете за штрајк со лукративни барања, едноставно дека единствено на просветните работници им се битни платите, односно зголемување на платите и парите кои треба да ги земат. Повторно ќе се вратам на она, образованието за жал во Република Македонија, во независна Република Македонија, систематски е уништувано, затоа што некој свати дека уништувајќи го образованието ќе може да го сопре развојот на државата. Ние имаме потреба од целосна ревизија на образовниот систем, на образовниот процес. Ние на крајот на краиштата сме сведоци дека вака или онака во поранешниот систем, во поранешната СФР, јас бев ученик во тоа време, јас студирав во тоа време на Универзитетот Свети Кирил и Методи и верувајте ми, на вистина беше тешко, на вистина постоеа луѓе кои го завршуваа своето студирање во прва или втора година затоа што не можеа да ги завршат и да ги положат испитите. Ние денес имаме систем во кој доколку платите ќе добиете диплома, тоа е изместен систем на вредности, вредности кои не се вистински и вредности кои го уназадуваат општеството и со самото тоа ја уназадуваат и државата. Меѓутоа тоа е наметнато, ние сме сведоци дека американското, британското образование, како и се впрочем при демократизација на останатите држави, се наметнуваат како модел на образование, меѓутоа знаеме дека посебно ете да речеме во американското образование, вие имате само специјалисти по одредени области, без при тоа да имате општа култура, општо образование, општо познавање на учениците, за да може тие понатаму да пораснат во вистински интелектуалци. Таквиот вид на образование создава само занаетчии во секоја област, меѓутоа го невозможува вистинскиот интелектуален развој и растеж на една индивидуа. Ние тука треба и синдикатот и сите ние во оваа држава треба да се посветиме на такво систематско менување на работите во држава и верувам дека тогаш, доколку систематски го промениме образованието, многу лесно ќе се избориме и за повисоките плати на учесниците во образовниот процес. За да имаме еден вид на баланс и да не ги напаѓаме само министрите, односно Министерството за образование, ќе ве запрашам и за наставниците и родителите. Дали наставниците при вработувањето треба да исполнат некакви претходни препишани критериуми и какви, но и кои критериуми према вас би требало да има, наспроти вработување по политичка линија и познанство. И каква улога во ваквиот сегашен образовен систем играат родителите со често употребливата закана, знаеш ли која сум јас? Најпрво, токму политичката поделеност, за жал, влијае на квалитетот на образованието. Она што го рековте, ние имаме политички вработувања, ние имаме вработувања на луѓе кои само затоа што биле политички активни во партијата која во моментот доаѓа на власт,
заслужуваат и да бидат луѓе кои ќе ги воспитуваат и ќе ги учат нашите деца. Тоа мораме да го завршиме час поскоро, затоа што конечно видовме и гледаме дека не дава добри резултати. Од друга страна, таа политичка поделеност ја гледаме, еве, на пример, и во моментот на штрајк на синдикатот, она што се случи во градинката во општина Ѓорче Петров, каде што противниците на штрајкот, а тоа се нормално во политичката поделеност, оние кои се на страната на власта, со безобразни, со страотни, со дури немам зборови какви пароли испишани на зидовите на градинката, се нафрлија врз штрајкувачите, се нафрлија врз синдикатот, се нафрлија врз сите оние кои бараат правда и правдина преку синдикалната битка во образовниот процес. Од тука таа политичка подвоеност, таа целосна поларизираност на општеството, повторно, еве, за жал се покажува како погубна дури и во процесот на образованието. Представителот на СОНК пред некој ден на едно интервју запрашан да го каже неговиот став околу исплатата на големи суми на пари од страна на владата во споредба со она што го бара СОНК, а тоа се некаде околу 18 милиони евра годишно, а да не заборавиме дека буџетот на Македонија е нешто поголем од 4,3 милиарди евра, не сакаше да ја нападне власта на прашањето од новинарот на тоа дали им паѓа тешко кога државата не е подготвена да даде 18 милиони евра за вработените во образованието, а е подготвена да даде 180 милиони евра за набавка на оружје, стотици милиони евра за други набавки, па за консултантски услуги и ред други набавки. Тој едноставно рече дека не би сакал да правам паралела каде се трошат пари и од коректност на синдикатот не сакам да давам карактеристики на социјалните партнери, мислејќи на власта. Можна ли е двојна игра на главниот синдикалец Јакимовски, особено после вчерашната средба која имаше со владата, односно со Министерството за образование? Ќе успее ли власта преку машата СОНК да го скрши штрајкот? Па, сега видете, за двојната игра на Јакимовски ќе треба тој да биде прашан, но ние можеме да говориме само за она што како перцепција го имаме пред себе и можеме да го согледаме. Навистина ние 30 години, не е ова случај денес и вчера, 30 години имаме синдикати кои постојано се во пазувите на владеачките партии, односно, знаете дека со промената на власта се менуваат и раководствата на и синдикалните раководства, и од тука некако како тоа социјално партнерство да станува и политичко партнерство меѓу синдикатите и власта. И можно е да е тоа сето така, меѓутоа јас ќе говорам од аспект на граѓаните во оваа држава, навистина е повеќе од апсурдно да речеме вие како држава која дефинитивно и не 180, туку 18 милиарди евра да даде за вооружување, повторно ќе биде лесна мета за јастребите околу и за многу помоќните армии. Значи, меѓутоа, за жал, она што го прифативме како земја членка на НАТО, тоа мораме да го исполниме, и сега граѓаните во оваа држава кои не можат да стасаат до клиниките, кои не можат да стасаат до нов клинички центар, кои не можат да стасаат и да се излекуваат од болештините кои ги имаат заради лошите услови на живење во државава, мора да одвојуваат од своите средства 180 милиони евра за вооружување. При тоа не може да се одвојат 18 милиони евра за образованието, а од друга страна може да се одвојат милиони евра за купување нови сервиси во владата, за купување фстаци, лешници, бадеми и не знам што, за возобновување на кабинетите на министрите, на замениците министри и така натаму, за нови автомобили во кои тие ќе ги сместат своите скапо платени задници и така натаму. Тоа мораме да го прекинеме. Значи, повторно доаѓаме на истото, повторно доаѓаме на процесите на дезаевизација и дедуизација во Република Македонија. Потребни се на Република Македонија нови луѓе, честни луѓе кои едноставно ќе ги запрат овие процеси, ќе ги одредат приоритетите, а на секоја држава
приоритет пред се мора да и биде образованието, мора да и биде здравството, мора да и биде внатрешната безбедност и сигурност, а потоа се друго. Кога тие приоритети ќе ги ставиме пред себе, верувам дека Република Македонија ќе има и днева. Уште мало подпрашање на ова, ако може и во понатамошните прашања да бидеме пократки во одговорите доколку е можно, бидејќи времето не минува некако многу брзо. Дали овие штрајкови конечно ќе го обединат македонското гласачко тело и сите заедно да излезат на улица и да им се придружат? Тука ги вклучувам и опозиционите политички партии, заедно со нивното членство да излезат на улица и да издействуваат промена на власта. Да се разбереме, значи никогаш и никаде во ниту една држава историски не се случило неорганизиран народ да излезе на улица и да направи било што. Значи некој во крајна инстанца некој мора сето тоа да организира. Организацијата на таквите протести, на масовни протести, заради кои оваа власт ќе се повлече, заради кои оваа власт ќе распише предвремени избори, мора да биде на плеќите, на грбот на опозицијата. И јас сум дел од коалицијата со ВМРО ДПМН, меѓутоа ќе бидам искрен, кога би бил најголемата политичка партија во таа коалиција, би се однесувал малку поинаку и би бил малку поригорозен во однесувањето кон неправдите кои оваа власт ги врши врз македонскиот народ, врз сите граѓани на Република Македонија и би повикал, дефинитивно би повикал на излегување на улиците, да се прелее македонските граѓани по улиците, за да се спречи оваа погубна политика на актуелната власт. Како ќе го прокоментирате признавањето на македонскиот шеф на дипломатијата, министерот Бујар Османи, дека постои нон-пейпер документ кој веќе бил представен пред бугарските пратеници, но поважно од тоа е изјавата што овој договор кој се уште се крие од македонската јавност, према Османи бил веќе согласен помеѓу двете страни и прифатлив за Македонија, но се чекал одговор од Софија, а одговорот од Софија веќе пристигна вчера, кој одговор ги урна сите надежди за кревање на ветото. За жал, ние имаме една поговорка, вели вака, талка како гуска во магла. Македонската дипломатија токму така, талка како гуска во магла и не знае каде се движи. Таа не знаеше каде се движи ниту во договорите, преговорите со Атина и накрај кога излезе од маглата, излезе во најпогубната ситуација за Република Македонија. Јас се плашам дека повторно сега талкајќи низ маглата, накрај кога ќе излезе во бел ден, Република Македонија ќе добие нешто најнесакано за своето постоење. Во последниве неколку години македонската политика, пред се делот политичарите се оддалечени, односно оддалечија од општеството и не следат што се случува во општеството, туку се обидуваат преку нивни перјаници, користејќи ги провладините медиуми, да ја држат јавноста во лимбо, затворајќи го кругот за важните теми, со што ја затвараат јавноста во еден вид на изолиран остров, навикувајќи ги на незаинтересираност за состојбите во општеството. Дали ваквиот начин доведе до создавање на личности кои политиката ја свати како бизнис, а не како професија? И дали ќе дојде време да се каат сите оние кои зеле или присвоиле нешто што не им припаѓа на нив, односно за секој нелегално стекнат денар, а да се радуваат сите оние кои не ставиле таква опашка зад себе и зошто се доведовме во ситуација македонските граѓани да бидат незаинтересирани во креирањето на македонското општество, а со тоа и нивниот живот? Па ете, токму заради тоа, македонските граѓани едноставно ги следат однесувањата на политичарите, ги следат, ако сакате, и нивните конта во банките, нели? Доаѓа човек кој едноставно, како што велат, нели, нема кучето кај да го загризе, доаѓа, влегува во политиката, станува пратеник или станува министер или сеедно раководна функција и некаде после 4-5 години, тој и таквиот кој дошол во искинат костум или костум кој го позајмил од братучедот за да се појави на конститутивната седница, после 5 години станува човек кој тежи 1.000.000 евра или 500.000 и 800.000. Народот е резигниран од таквото однесување на политичарите. Јас имам право ова да го зборувам, затоа што 32 години сум во политиката, не се осмелив, не сакав, затоа што мојот
ментален склоп не ми дозволува тоа да го направам и затоа имам право постојано да ги критикувам сите. Жално е што не само оние кои се наоѓаат на власт, туку и дел од оние кои се наоѓаат во опозиција подлегнуваат на хедонизмот, подлегнуваат на желбата за лагоден и лесен живот и со тоа создаваат недоверба кај граѓаните, не само во власта кон која и треба да се создаде недоверба, без разлика која е таа власт, која веќе постои 4, 5, 6 или 10 години и која веќе е навлезена, канализирана во криминалот, меѓутоа се создава недоверба и во опозицијата, токму заради тоа што еден дел од опозицијските активисти, опозицијските се едно какви раководители, покажуваат дека хедонизмот не име за страната, не име странска работа, туку ја го почитуваат и го сакаат. Господин Ангеловски, разговоров да го продолжиме со неколку блиц прашања на кои очекуваме блиц одговори, ако е можно за не повеќе од 10 минути. Како ќе објасните проруската наклонетост на дел од македонската јавност? Дали тоа е поради фактот што Европската Унија игра двојни аршини кога е во прашање Македонија пред се започнување на пристапните преговори за членство во истата? Повеќе од сигурно е дека тие двојни стандарди не само во Македонија, туку на секаде низ светот придонесуваат народите наспроти политичките елити кои се платени да бидат на страната на Украина, на страната на НАТО и на страната на воено-индустријскиот комплекс. Народите кои се чувствуваат онеправдани, а посебно македонскиот народ кој 30 години трпи неправди, оваа битка, оваа војна во Украина да ја перцепираат како борба за универзална правда. Ова не е за фаќање на проруска страна, ова не е, ако сакате, оправдување на војната, туку народите ова го сваќаат како борба за универзална правда и затоа застануваат на таа страна. Да се навратиме на една постара информација од отприлика 2 до 3 недели, а тоа е изјавата на Петков дека определени руски структури биле против постигнувањето на компромис за конечен договор помеѓу Македонија и Бугарија, поточно дека во Државната агенција за национална сигурност били уапсени неколку бугарски агенти кои во соработка со руската служба и неколку лица од Македонија заради работење против договорот Македонија-Бугарија. Имате ли сознание за што станува збор и на каков начин тоа го работеле? Мислам на овие инволвирани лица. И дали се ова е само смислено, односно фингирано? И дали најново во протерување на 6 руски дипломати од Македонија, прогласувајќи ги за непосакувани лица, бидејќи излегле надвор од Виенската конвенција за дипломатски односи, е поврзано со македонско-бугарските преговори. Како се тоа ќе се одрази во Македонија? Прво ме зачудува леснотијата со кои англоамерикански слуги, англоамерикански инсталации, докажано англоамерикански инсталации, говорат за руски инсталации. Значи, инсталација без разлика од кого е инсталирана, врховизмот е врховизам без разлика кому му слугуваш, дали на Софија, дали на Белград, дали на Москва, дали на Вашингтон. Значи, господинот Петков е повеќе од јасно инсталирана англоамериканска инсталација во Република Бугарија и тој сега со таква леснотија говори за некакви други инсталации кои оневозможуваат напредок на ова и на она и така натаму и од тука тоа е крајно несериозно и не сакам ниту да говорам. А што се однесува до протерувањето на руските дипломати, ние повторно ќе речам, за жал, ние се однесуваме како загарите на британските лордови и сега сме пуштени помалите држави, како Македонија, како Литванија, Летонија, Естонија и така натаму, да џавкаат по пленот кој го бркаат и кој лордовите треба да го отстрелат, а не сваќаат дека дипломатијата е последна и дефинитивно последна брана пред војната. Доколку вие ги пресечите дипломатските канали, доколку ја пресечите можноста за разговори, знајте дека после тоа нема ништо друго, не постои ништо друго освен војна. За жал, нашите раководители во оваа држава како да не сваќаат дека со сето ова што го прават, заземајќи страна и бришејќи ги дипломатските односи, ја воведуваат Република Македонија во можноста на војна.
Како ќе ја прокоментирате дадената обврска на бугарскиот премиер Кирил Петков дека до 24 мај ќе го симнал ветото према Македонија, зашто беше обвинет од шефицата на парламентарната група на ГЕРБ СДС, Десислава Атанасова? Значи, ветото нема да биде симнато, од тука тоа е една голема лага. Бугарија ќе го држи ветото не затоа што таа сака, туку затоа што така и е наредено. Едноставно, пак ќе се навратам на тоа дека две нацистички творби кои постоеле од 41 до 43 денеска ја креираат политиката, иднината и судбината на една антифашистичка држава како што е македонската и еден антифашистички народ како што е македонскиот. Сето тоа за да се оправдаат неонацизмот кој почна да владее со Европа и со светот. Бугарскиот премиер Петков, од голем оптимист за решавање на спорот со Македонија, се претвори во голем песимист. Кој му го скрши оптимизмот, односно врза рацете за да го крене ветото? Претставителот Радев или Москва? Па сега, во Бугарија имате јасна поделба на проруска, јасна поделба во власта, на условно речено проруска и про-НАТО струја, и сега битката меѓу нив, ја гледате, битката се води постојано, да речеме, господја, како се викаше председателката на Социјалистичката партија, која рече дека таа никогаш нема да подпише да се даде оружје на Украина. Од друга страна, вие имате целосни заложби на другиот дел на власта, односно на Петков и на останатите, целосно да се поддржи војната во Украина, и тоа е една битка, внатрешна битка во Бугарија, од која ќе видиме како ќе излезат резултатите. Како ќе ја прокоментирате дадената помош во висина од 6,5 милијарди евра на Бугарија за време на посетата на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен? Дали таа е награда за она што треба да го сработи Бугарија во однос на Македонија? Да, секако, значи пак ќе кажам повторно и по кој знае кој пат дека неонацизмот си ги наградува своите слуги за да се избрише тоа сеќавање на поразот на нацизмот и победата на антифашистичките движења. Од друга страна, ние сме сведоци дека Република Македонија, која не е ниту членка на Европската унија, која за жал веќе 20 и кусур години се наоѓа пред чекалната за да може да влезе во чекалната, и која се затрча, повторно ќе речам, како загарите на британските лордови, да ги воведе сите можни санкции кон Руската Федерација, при тоа не доби ниту еден денар како надокнада за штетите кои ќе ги претрпи од така воведените санкции. Од тука треба се да ни биде повеќе од јасно. Наспроти 6,5 милијарди евра кои ќе ги добие Бугарија, Република Македонија не добива ниту 1,6 евра помош за штетите што ќе ги претрпи. Како гледате на се почестите најави дека Албанија сама ќе ги продолжи својот пат кон ЕУ, особено по интензивните пораки од Софија дека ветото кон Македонија останува? Ке се случи ли тоа раздвојување со што Македонија на патот кон ЕУ ќе има уште една препрека? Чинам дека тоа го говоревме многу одамна, дека е повеќе од јасно, дека треба да се затвори македонското прашање. Како ќе се затвори? Со тоа што пред нас во Европската унија ќе бидат примени и Србија и Албанија, и нормално, додека Бугарија нели оди со овие нејзини барања, Србија ќе влезе со барањата за Македонската православна црква, Албанија ќе влезе со барањата за федерализација на Република Македонија. Оваа држава ќе стане неотпорна доколку не се дезаевизира и дедуизира, ќе стане неотпорна на сите тие барања и не ќе може да го издржи притисокот на тие барања и ќе биде поделена и ќе ја снема. Имајќи предвид дека клучните играчи во Бугарија, како што се председателот Румен Радев и премиерот Кирил Петков, но и дел од лидерите на политичките партии, како што е она на Бојко Борисов, ГЕРБ, но и она е Еден народ на Слави Трифунов, се производ на тоа бугарско општество, а мнозинството во Бугарија мислат дека ние сме бугари. Дали некогаш Македонија ќе ги започне преговорите ако не ги исполни сите бугарски барања, и дали еднаш нашиве од владата ќе сватат дека треба да се прекинат разговорите вакви какви што се, додека од масата не се тргнат точките кои се однесуваат на нашите национални интереси?
Повторно ќе речам, мене не ме плашат барањата на соседите, мене ме плаши подготвеноста на македонските политичари да излезат во пресрет на таквите барања и нивната подготвеност да ги распродадат до крај македонските национални интереси. Меѓутоа, да сме начисто, можно е да бидат отворени преговори, да се добие некаков датум и да бидат отворени, меѓутоа не е тоа гаранција дека Македонија кога и да е ќе стане членка на Европската Унија, затоа што повторно ќе речам, сите тие држави ќе имаат право на вето, ќе имаат право на дополнителни барања во однос на Република Македонија во процесот кој понатаму ќе следи. Пред отприлика 2 недели се одржа изборите во Унгарија и во Србија. Како ќе го прокоментирате реизборот на Александар Вучич во Србија и Виктор Орбан во Унгарија и покрај тоа што нивните ставови во повеќето случаи не се согласуваат со ставовите на Европската Унија? На што се должи нивниот реизбор? И уште едно прашање, какви рефлексии врз Македонија и Европа можат да донесат изборите во Франција? Ете, тоа е можеби побитното прашање, бидејќи сепак и Унгарија и Србија не се држави кои толку можат да влијаат на внатрешните односи во Европската Унија. Иако победата на Орбан јасно покажува дека унгарскиот народ, како впрочем и народите во повеќето држави во Европската Унија, се определени за суверенистичка политика, се определени за зачувување на суверенитетот на сопствената држава како дел, составен дел од Европската Унија. Јасно покажуваат дека се определени да не за нивните интереси, дека не смеат да одлучуваат од никаде наметнатите еврократи во Брисел, туку треба да се одлучува самата држава Унгарија, што се однесува до изборите во Франција, ќе биде многу интересни, ќе бидат многу интересни резултатите, меѓутоа јас сум навистина едноставно не можам да поверувам дека ќе биде дозволено на Лепен да стане победник на овие избори, ќе бидат мобилизирани сите сили во Франција за да и биде оневозможено, затоа што јасна е незината порака, повлекување од НАТО и еден процес кој натаму ќе ги дестабилизира евроатлантските интеграции како најмалигни интеграции во светското постоење. И пред крај, повторно на темата која ја започнавме, а тоа е поврзана со воените действија во Украина. Дали ќе сакате да ни кажете за договорот помеѓу Сталин и Черчил, кој договор бил постигнат во Москва, а американците сето тоа го негираат? Дали таквиот договор бил усмен или сепак постои некаков пишан документ кој спрема нашите сознанија се наоѓа во музеот на Черчил во Лондон? И за каков договор се работи? Не знам, ако прашувате за договорот меѓу Сталин и Черчил, тоа се договорите од Јалта, од Крим, и тоа е јасен договор со кој беа поделени окупацијските зони во Европа. Меѓутоа, ние имаме нов договор 90-тите години, според кој тогашниот Советски сојуз во распаѓање, односно Михаил Горбачов и американците се договорија за неширење на НАТО кон границите на Руската Федерација. Тој и таков договор постои, меѓутоа тој и таков договор еве не се почитува. Секој почеток на воени действија има и крај. Кој ќе го плати возобновувањето на сите оние рушевини во Украина? И уште нешто, дали сега човештвото живее во време во кое што е прашање на начинот на интерпретација на фактите пред се, поврзано со она што се случува во Украина? И сосема за крај, како ќе прокоментирате изјавата на министерот за внатрешни работи Бујар Османи дека постои законска можност според кривичниот законник секој што негира, грубо минимизира, одработува или оправдува геноцид, злосторства против човештвото или воени злосторства да се казни со затвор од 1 до 5 години. Сите ние на крајот на краиштата ќе ги платиме штетите во Украина, ќе ги платат државите, ќе ги платат народите преку буџетските средства кои ги издвојуваат. Меѓународниот монетарен фонд веќе бара начин како тоа да го направи, меѓутоа Меѓународниот монетарен фонд на крајот на краиштата се полни од буџетите на државите во светот и ние сите ќе бидеме жртви на оваа криза, веќе сме жртви на кризата во Украина со она што поскапуваат производите, поскапуваат услугите, поскапува се што
може да поскапи во светот, тоа е првото. Што се однесува до она повторно ќе речеме, ние се наоѓа Украина и Русија се наоѓаат во оружена војна, меѓутоа медиумската војна е двојно поголема и двојно пострашна и поопасна, затоа што нели секогаш во војната прва страда вистината, најпрво се убива вистината. Овој пат вистината е дефинитивно целосно убиена и во таа насока е и обраќањето на македонскиот политички врв со својата наци патетика дека ќе бидат казнувани луѓето кои ќе застанат на страната на Русија или ќе изнесат вакви или онакви факти. Изнесувањето на вистина не би требало да биде казнето, доколку е вистина, и од друга страна повторно тоа зборува за раѓање на неонацизмот. Се сеќаваме ние дека во 30-тите години од минатиот век исто така беше во Германија, беше забрането да се изнесуваат поинакви вистини, беше забрането да се говори поинаку од она официјалното. На крајот на краиштата исто и тогаш нацизмот си таргетираше еден народ, тоа беа евреите, кои го зеде како непријател кој треба да биде уништен. Денеска новиот нацизам, неонацизмот, светскиот неонацизам го таргетираше рускиот народ и руската држава. Се извинувам, методите се исти, тогаш се уништуваа еврејските книги, се забрануваше еврејската култура и уметност. Денеска се забрануваат руските автори, се забранува руската култура и уметност, така што тоа е она што за жал може сите нас да не плаши, повампирувањето на нацизмот, повампирувањето на дури ако сакате еден вид инквизиција која постоеше пред 6 века со забрана на уметноста, на културата и така натаму и така натаму. Господине Ангеловски, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Имајте си убав викенд, да си го дочекате Христовото воскресение здрави и живи. Нека ни е за многу години. Пријатно до слушање и до видување овде на Македонски корени. Ви благодарам за можноста да се обратам пред македонците ширум светот и ете да отвориме некои од темите кои не засегаат сите. Отворивме доста теми, веруваме дека бевме интересни за сите. Према оние што го гледаме, према коментарите, токму тоа е така. Се гледаме повторно на Македонски корени, после колку време не знаме, и тоа нема да биде подолго од 3 месеци сигурно. Пријатно и довидување. Довидување. Пријатно, убав ден за сите.